Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, присутни. Го поскапивме таксито, сега наред е јавниот превоз, се надевам нема да има нешто следно. За поскапувањето мислам дека го кажавме нашиот став исто и со такси превозот кога беше, излезе нашиот колега Велевски од Левица и го кажа нашиот став. Мене во овој тарифен систем ми има повеќе спорни работи, но јас ќе се задржам на една. Тоа е членот 2, односно бесплатен превоз за категорија пензионери. Чудно е како баш оваа категорија е таргетирана за бесплатен превоз, кои се критериумите за таргетирање на оваа група. Сметам дека има поприоритетни категории кои треба да се ослободат од плаќање на јавен превоз. Прва категорија за која сметам дека треба да се обезбеди бесплатен јавен превоз е социјално загрозените лица, на кои месечните примања не достигаат ни до една минимална плата. Втора категорија за која сметам дека јавниот превоз треба да е бесплатен, не само превоз до училишта, туку и еден слободен ден се средношколците и студентите. Категорија која е заборавена исто и од владата и од, сега видовме во собранието, не сакаа да ја протнат зголемувањето на оброкот за студентите. Не знам до кога ќе ги одбегнуваме средношколците и студентите во нашиот град и до кога ќе ги пуштаме во Скопје да студираат и надвор. Битола се празни, а нам ни е гајле. Затоа сметам дека мерката за бесплатен јавен превоз е популистичка и добро познатото додворување на оваа категорија е класично подмитување на пензионерите и припрема за следните избори, кои знаеме следната година ќе имаме председателски избори. Затоа јас денес ќе предложам еден од деновите да се додели на средношколците и студентите, додека за социјално загрозените лица да важат и двата дена. Сошто, значи, пензионерите ќе имат еден ден средношколците и студентите, а во двата дена социјално ранливите категории. Благодарам.